Стадион. Емисија за вашата вистина. Кои се мотивите од новинарство да преминете у политика? Кон крајот на 98 година, кога станав новинар, од елитните новинарски имиња, во тоа време научив дека еднаш новинар за секојаш новинар. Ти каков човек си, таков и новинар ќе бидеш. Да слушаш, да поставуваш прашања, да бараш отчетност од оние кои живеат од народните пари и можеби најважно од сето тоа на што ме учеле, ајде да ги споменам и Ѓоргиев, и Константин Митрев, и Иван Браџиски, и Симеон Маријанов, па и вашата концепцијска куќа, провери, истражи, согледај, направи и биди транспарентен. Не ми значи ниту живот во комфорт во кој што бев долго време поради очекување и исчекување на промените на секојдневието, кои наместо во еволутивен, прогресивен правец се случува во еден дехуманизиран правец на отуѓеност, дрскост, полуписменост, нестручност. Обштествена слика ме асоцира на еден голем лавиринт со огромни патокази на кои што пишува клевета, корупција, криминал, конфронтизам, компромис со беззаконие и величење на неписменоста и поклон на глупоста и пред се сеење на страв, поделба. Токму тоа на некој начин ме мотивираше новинарски. Јас само имав прилика да констатирам, да пренесувам, ама не и да одлучувам. Сега како кандидат за советник, што подразбира според мене слуга во служба на народот, би можела доколку препознаат и гласаат луѓето за мене, за број 12 на советничката листа на партијата Единствена Македонија, директно и суштински да говорам и да се борам за нивните потреби. Сметам дека имам енергија, сите оние што ме познаваат, имам изразено чувство за неправда, клучен мотив за влез во политиката. И секој граѓанин со кого сум соработувала и има стекнато доверба во мене, знае дека мојата автентичност во Советот на општина Штип би можела да значи нивните потреби и зборови да ги претворам во нивен јасен став и глас кој ќе се исполнува на ефикасен и ефективен начин. Штип се движи у позитивна или у негативна насока? Се движи и во позитивна и во негативна насока. Одржливите урбани решенија, новите инвестиции, индустријски зони и секоја ново вработување е многу значено за овој град. Обновливите енергии, тоа многу ми се допаѓа кога веќе го следиме трендот на 21 век, но негативните, она што поради беше мотивација да се вклучам во политика, е катастрофален избор на луѓе од партиска линија на значени раководни места. Вработување на луѓе кои верували или не, немаат ни оформено средно образование, брзо потезно земаат средно образование, не знам како дипломи, тоа секако треба инспектори да проверат. И тие се сега вработени на раководни функции и тоа директно во општината, каде што владеат па други беззаконија. Јасно ќе кажам, транспарентно, со име и презиме. Како, нели, вела дека градоначалникот е добар. Да, добар е, најдобар не може. Совршен и безгрешен не постои. Ова му се огромни грешки. Поставување на раководни места на позиции само да се угоди на нивните, не знам, партиски, како им се викат тие соработници или коалициони партнери, несоодветен, нестручен, непрофесионален кадар кој што лечи сопствени фрустрации на тоа работно место и се смеува на сите оние квалитетни, потенцијални, професионални кадри. Значи, недоволната транспарентност е исто така минус. Вие доколку сега во овој момент спроведете анкети да знаете што тоа има намера да прави градоначалникот, ретко кој ќе ви каже. Исто така ретко кој ќе ви каже што до сега е направено, црно на бело, колку се потрошени средства, кој се плаши од демократија. Кои се главните три приоритети? Три моменти од програмата на Стоилова? Водоснабдувањето. Во центарот е во високите зони повторно го имаме, тој проварен во руралното население, во однос на туризмот и промоција Штип има што да покаже. Значи, многу имаме неискористени природни и културни потенцијали, а кај нас фокусот ни е на три најважни сегменти. Тоа е 21 век битка за здрава вода и здрава храна, органска. Нашите деца јадат, значи, стварно лоша храна. Човекот е на прво место, тоа ни во фокусот. Подобрување на популационата политика, стимулирање на популационата политика, хуманизација во сите аспекти, да се користат повеќе европските фондови и да направиме институции во смисла на отворено срце, отворен ум, дека развојот на емоционалната интелигенција на едно пониско ниво, за тоа треба повеќе едукација, да се отворат работоници и места кои што децата можат слободно да ги развиваат своите психички формати. Јас на другото сум, освен дипломиран социолог, дипломиран психолог и магистар по клиничка советодавна наука, психологија и психотерапевт. Значи, во тој сегмент би можела многу да помогнем преку отварање на такви центри
Нашите приоритети се поддршка на младите преку стартапи, поставување на најзначајни функции на најдобрите, доделување на европски плати на најдобрите. На сите млади кои треба да бидат горди на сопствениот идентитет и на припадност на оваа општествена заедница, пак ќе речам Македонија близка. Подобрување на административните улоги и најважно, поголема грижа и емпатичност и алтруизам, ама баш за секој граѓанин, особено здравствен аспект, социјален и професионален. Институции кои што ќе бидат во служба на народот.